66 милиони евра Македонија ќе плати за новиот систем за противвоздушна одбрана. 66 милиони евра пари на граѓаните ќе се орлеат во наредните 4 години, а со плаќање ќе почнеме уште сега. Овие милиони ќе се даваат во моменти кога власта секојдневно ги повикува обичните луѓе да штедат на секое можно поле поради енергетската, но и економска криза. Министерката за одбрана Славјанка Петровска вели ова сега било само финализирање на договорот, кој се преговарал повеќе години. Купната вредност на договорот е 66 милиони евра и тој ќе биде исплатата негова ќе биде во текот на 4 години. Станува збор веќе за завршно финализирање на договорот кој веќе неколку години се преговара со различни се следи постапката на преговарање со различни производители, испитување на понудената опрема од страна на стручен тим од армијата и она што во петокот беше презентирано пред Комисијата за одбрана и безбедност практично е финалниот документ. Оваа набавка доаѓа во период кога и самиот премиер Димитар Ковачевски ни кажа дека не очекувала најтешката зима по Втората светска војна. Помалку чудно во ваква криза милиони ќе се даваат за противвоздушна одбрана, иако министерката Славјанка Петровска и самата вели дека Македонија не се наоѓа под никаква закана за напад. Во однос на конкретна дали постои во овој момент закана, не постои закана за напад врз нашата држава, меѓутоа ова е нешто кое што како што претходно напоменав е дел од стратегискиот одбранбен преглед на нашата држава и дел од сите долгорочни документи за планирање. Петровска потенцира дека станувало збор за долгорочен план, а набавката на новиот противвоздушен систем за одбрана били дел од нашите обврски со членството во НАТО. Станува збор за одбранбено планирање кое што не е краткорочно, согласно целите за одбраната на нашата држава и национално, меѓутоа и како дел од колективниот систем за одбрана, имаме обврска да ја гарантираме нашата безбедност. Тоа се работи планови кои се веќе одамна изработени и тоа е согласно перформансите на армијата, капацитетите, меѓутоа и проекцијата тоа како ќе се развива армијата. Замената на противвоздушниот систем кој го имаме е една од обврските и тоа е проект кој е започнат пред неколку години. Од Министерството за одбрана претходно информира дека подетални информации околу типот на воената опрема и динамиката на испорака ќе имало наредниот период кога договорот целосно ќе бил склучен.